Поздрав! Денеска сакам да зборувам за младата месечина која што ја очекуваме на 23 август 2025 година во знакот Девица на 0 степен и 23 минути. Точно наутро во 8 часот и 6 минути. Како настанува една млада месечина? Секогаш кога сонцето и месечината меѓу себе се спојуваат, ние тоа го нарекуваме една конјункција и со тоа имаме голема можност нешто сосема ново да започнеме во нашиот живот. Една млада месечина на 0 степен во знакот Девица. Значи сонцето пристигна веќе во знакот Девица и тука ќе остане до 22 септември. Како што знаеме, сонцето е владар на знакот Лав. И еве сега од денеска веќе пристигна во знакот Девица. Значи, сонцето во знакот Лав ни представуваше една енергија, каде што сите се забавувавме, сите беа на летовање, на уживање, на забава и така натаму. Сега, само што веќе сонцето пристигна во знакот Девица, се менјава таа колективна енергија, што значи тоа колективниот фокус ќе биде сега насочен кон секојдневниот живот, кон работата и кон своето здравје и тело. Да не заборавам само да им честитам на сите они од вас кои што се родени во знакот Девица. Значи, сонцето ви се наоѓа овде во знакот Девица и вие го славите вашиот роден ден. На ова место ви посакувам здравје, љубов и среќа. Оваа млада месечина во знакот Девица ќе биде доста напната енергија. Што значи тоа? На 0 степен, каде што ќе можеме, значи, сосема нешто ново да започнеме. Меѓутоа, пред да ни се случи оваа млада месечина и, значи, еден ден после тоа и 2-3 дена пред и после тоа ќе можете да се почувствувате нарочито оние од вас кои што се родени во знакот Девица и оние од вас кои што имаат лични планети измеѓу 0 степен Девица и 5 степен Девица, ќе можат оваа енергија, оваа млада месечина најинтензивно да ја почувствуваат. Затоа што спомнав една напната енергија. Зашто е тоа така? Затоа што оваа млада месечина не се сложува со Уран во знакот Близнаци. Значи, имаме тука една доста напната енергија. Овде ни се случува една квадратура со Уран. Ке може да се почувствувате нервозни, вознемирен. Значи, во овој период, 1-2 дена пред и 2-3 дена после оваа млада месечина. Значи, во оваа млада месечина треба нешто сосема ново да се роди. Сосема ново. Една нова душа, да речеме. Нешто ново. А пред да се роди нешто ново, што би требало да направи? Да се ослободиме од сето она што не боли. Да се ослободиме од тој нездрав секојдневен живот. Од тие лоши навики кои што веќе не ни користат. Значи, потребно е да си створиме нови навики за да можеме подобро да се чувствуваме. Нова здрава навика. Тоа е многу, многу битно. Значи, една нова здрава навика која што ќе не инспирира, ќе не мотивира понатаму нашиот секојдневен живот да го живееме.
Може би ќе бидете исто така принудени вашиот фокус да го насочите кон вашето здравје, кон вашето тело. Нешто тука да промените. Ако не се чувствувате здраво, ако нешто не штима во вашето тело, значи мора нешто тука да промените. Затоа е оваа млада месечина една добра мотивација за сите они од вас кои што имаат планети, лични планети измеѓу 0 степен девица и 5 степен девица. Ке можете, значи, нешто ново да направите за самите себе си, да створите нови, здрави навики. Меѓутоа, знаеме дека знакот девица некогаш некој работи е критична, значи девица тендира да биде критична, нешто доста многу да анализира, многу да размислува како оно, значи знае добро да сортира нешто. Сега, знаеме дека девицата знае доста добро да сортира. Што е во овој момент битно? Да ги сортирате вашите мисли, вашите идеи. Што вие си мислите за вас самите? Дали ќе можете да си створите добри здрави навики? Тоа треба самите себе си да се прашате. Кога ќе го погледнеме Меркур? Тој е вашиот владар. Значи, он се наоѓа во знакот Лав и он е единствениот кој што прави еден доста добар аспект со Марс во знакот Вага. Значи, они меѓу овие две планети меѓу себе доста добро се сложуваат. Значи, овие две планети меѓу себе ние нарекуваме прават еден секстил, значи еден доста хармоничен аспект. Битно е да кога нешто ќе анализирате, да не бидете толку скептични, критични. Затоа што не заборавајте, тука во вашиот знак, иако е доста оддалечен, се наоѓа и јужниот јазо. Он се наоѓа актуална на 18 степен, а оваа млада месечина се наоѓа на 0 степен. Сепак, тука имаме една иста порака. Да се ослободите од тоа, од тие мисли кои што ве ограничуваат. Ослободете се од тие мисли што ве ограничуваат, од тие мисли кои што ве блокираат. За да се роди нешто ново, нешто лесно, нешто слободно, треба да се ослободиме од таа ментална блокада. Меркур прави еден секстил со Марс, што значи да не контролирате. Бидете послободни во вашите мисли, во вашата комуникација. И на еден слободен начин, јасно и гласно, ќе можете тогаш со вашата комуникација и со вашите зборови доста позитивно да делувате. Значи, на крај, да кажам дека оваа млада месечина ќе биде инспиративна за сите они од вас кои што се родени во знакот Девица, да размислат за вашето здравје, вашето тело, да се створат нови здрави навики. Како тоа може да се направи? Ако се ослободите од тие ментални блокади, ако се ослободите од тоа све што ве блокира, тоа е можеби кај вас повеќето и таа критика, таа анализација што имате нон-стоп во вас. Значи да се престане едноставно со тоа и да бидете послободни во начинот на размислување, така ќе можете со тоа да створите здрави
навики i jedan zdrav svakodneven život. Ete, dragi prijatelji, ljubitelji astrologijata, ko je zainteresiran za jedna lična konsultacija, tukaj sam za vas. Vi posakvam vse, ko je dobro i do skoro. Ćao!